Почитувани присутни, почитуван градоначалник на град Скопје Коце Трајановски, почитувана председателка на градски комитет Билјана Беличанес, почитувани наши членки на градскиот комитет на ВМРО, на Унија на жени на ВМРО ДПМН, се извинувам, почитувани сограѓани. Најнапред би сакала да си го честитаме денешниот празник, денот посветен на светите маченички, Софија и нејзините ќерки, вера, надеж и љубов, кои ги дадоа своите животи, не отстапувајќи од нивната вера. Нивниот подвиг да ни биде светол пример за зачувување на она што не определува, што е дел од нашето постоење и е залог за идните поколенија. Зачувувањето и негувањето на традицијата е неотуѓиво и легитимно право, но и обврска на секој жител на нашата татковина Република Македонија. Традицијата, културното наследство и целокупното минато се компонентите кои ја обезбедуваат нашата самобитност и не позиционираат како субјект меѓу народите. Обичаите, устните преданија и народното творештво се најверодостојниот документ кој е одржуван и пренесуван низ вековите. Почитувани, и како што нашите предци го препознаа регионот и светот единствено како поле за културен надпревар меѓу народите, така и јас денес гордо потврдувам дека обстојуваме како земја во таа идеја, но уште повеќе во незината реализација, потикнувајќи ги позитивните културни карактеристики како пример за останатите. Република Македонија е пример каде различните вредности се почитуваат и обстојуваат, каде посебностите се промовираат, интегрираат и сплотуваат во целокупната културна мапа на земјата. Ова е сршта на европските вредности кои сите ние ги застапуваме и повикуваме. Почитувани дами, нам, па како на жени, дадена ни е благородната задача достоинствено да се залагаме за зачувувањето и негувањето на таа нишка, што ни овозможува да се препознаеме во жената многу поколенија наназад, но и да им овозможиме истата таа жена со сите своји доблести да се рефлектира и во идните поколенија, запазувајќи и одржувајќи ги незините вредности и квалитети. Драги пријатели, културата е предизвик, но и поле каде се отсликува наследството и историјата на еден народ. Македонскиот фолклор е една од најпрепознатливите вредности на македонскиот идентитет. Во нашиот фолклор се препознаваат и карактеристиките на балканските народи, но уште повеќе се отсликува и несебично го прифаќа и слави триумфалниот момент на препознавање на својот собствен белег, на македонската традиција. Тоа е уште еден факт дека Македонија од секогаш била спој на различни култури. Нашата традиција, нашите обичаи, песни и ора се историски општествен израз на нашиот народ и придобивка која треба да ја негуваме. Нашето присуство денес зборува за нашето сознание дека одржувањето на традицијата е одржување на националното сведоштво за иднината и секој од нас. Борејќи се за зачувување на минатото, се бори и за градењето на иднината. Пренесувајќи ги на нашите поколенија, нашата традиција, нашето минато, како и грижата за нивното зачувување, им овозможуваме посебност и оригиналност, достојни за почит, но и сила која возможува одбрана, како од внатрешни слабости, така и од надворешни притисоци. Почитувани сограѓани, потврдените високи вредности на кои се темели нашето современие, да не дозволиме да бидат разурнати од силните влијанија на контратрадиционалните движења, основани на испревртен и изобличен начин на представување на квази вредности, што сериозно би ја нарушиле рамнотежата меѓу минатото и иднината и во целост би ги довеле во прашање одржливоста и постоењето на она со што се идентификуваме. Нашата вера и нашата традиција
со чија помош најголемите премрежја од трагичното минато станувале совладливи, а најтрнливите патишта проодни. Почитувани дами и господа, ги чествуваме големите, најзначајни христијански празници. Воспитани сме во христијанскиот дух. Треба да ја практикуваме својата вероисповед, но и да ги почитуваме и различните од себе. Сите позначени религиозни празници, заедно со семејството, треба да ги празнуваме со граѓаните кои тој ден ги слават. Уште еднаш ви се заблагодарувам за вашето присуство и вашиот придонес во една од највозвишените цели – градењето на иднината, преку една од најблагодарните должности – чување и негување на минатото. Република Македонија и ден денешен истото го гради и се труди преку промовирањето на придобивките од различностите по било која основа да ја одржи меѓусебната почит, разбирање и заедничкото вреднување на соживотот и хармонијата како основа за просперитет на земјата. Нека ни е за многу години денов верата, надежта и љубовта никогаш да не напуштаат и што повеќе да не бодрат во посветеноста на иднината на нашите поколенија и на нашата Македонија. Да живее ВМРО ДПМН!